Контролата врз Сенатот на Соединетите држави ќе се одреди со повторно гласање на 5 јануари за 2 места во Сенатот, што ја представуваат државата Џорџија. Тоа се клучни избори што ќе одредат дали избраниот председател Џо Бајден ќе спроведе неговата агенда во Конгресот и дали неговите ветувања ќе бидат финансирани. We're going to need Congress to fully fund vaccine distribution to all corners of the country, to everyone. Трките за вториот круг беа потребни затоа што никој од четворицата кандидати не освои повеќе од 50% од гласовите на изборите на 3 ноември. I've been fighting for access to affordable health care. I've been fighting for voting rights. I've been fighting for essential workers, ordinary people. Вели кандидатот на Демократската партија, свештеникот Рафаел Ворнок, кој ги страви здравствените услуги и борбата против пандемијата како клучни во неговата кампања против актуелната републиканска сенаторка Кели Лофлер. But my opponent, radical liberal Raphael Warnock, is a socialist. Среде обвинувањата дека тој искористил својата привилегирана позиција за лична корист, актуелниот републиканец Дейвид Пердју ја прескокна дебатата со предизвикувачот на Демократската партија Џон Ософ. Your senator is refusing to answer questions and debate his opponent because he believes he shouldn't have to. Гласачите од Џорџија не избраа демократ во Сенатот на Соединетите држави во последните 20 години. Но во ноември тие го поддржаат Џо Бајден на председателските избори со 12.000 гласови. Председателот Доналд Трамп сепак не го призна поразот. Додека водеше кампања за републиканските кандидати во Џорџија, тој повторно инсистираше, без веродостојни докази, дека изгубил поради раширената измама. They cheated and they rigged our presidential election, but we will still win it. We will still win it. And they're going to try and rig this election too. Пребројувањето на гласовите потврди дека Бајден ја освои Џорџија. И неоснованите тврдења на Трамп за измама на гласачите постојано се отфрлани од судот, но и од врвни републикански функционери. Disinformation regarding election administration should be condemned and rejected. Integrity matters, truth matters. Републиканците треба да освојат само едно од местата за да задржат контролата врз Сенатот. Но ако демократите ги освојат двете места и продолжат да бидат поддржувани од двајца независни, ќе дојде до поделба 50-50. Во таков случај избраниот потпредседател Камала Харис ќе биде решавачкиот глас во Сенатот. Поранешниот председател Барак Обама ги повика гласачите во Џорџија да гласаат пред време. Because the special election in Georgia is going to determine ultimately the course of the Biden presidency and whether Joe Biden and Kamala Harris can deliver legislatively all the commitments they've made. Веќе се побарани над 1 милион ливчиња за предвремено гласање. Тие им овозможуваат на луѓето да ги испраќаат своите гласови по пошта пред 5 јануари и да избегнуваат редови на избирачките места во услови на пандемија. Тоа е прв знак дека излезноста меѓу гласачите во Џорџија може да биде голема.